Ги следите регионалните вести. Жителите што живеат покрај булеварот Илирија во Тетово, каде месецов се воведе зонско паркирање, попладнево ја блокираа улицата. Станарите кои живеат покрај булеварот Илирија попладнево ја блокираа улицата во време траење од 1 час. Револтирани се што повеќе не може да ги паркираат возилата пред нивните згради. Откако општина Тетово месецов воведе зонско паркирање на овој булевар, каде е ограничено паркирањето до 3 часа. Бараат општина Тетово да им овозможи за гарантирано паркинг место во рамки на зоната, за кој би плаќале месечна карта. Ја молиме градоначалничката да ни излезе у сусрет пред донесување на буџетот на општина Тетово, значи пред вторник, да не сослуша, да направи еден состанок со нас, да не повика и да изнајдеме некое соодветно решение за нашите возила кои би можеле во иднина да ги паркираме пред нашите згради. Едноставно некога се деша 2-3 пута кружимо, да најдеме место да пикнеме горе у парк. Жителите велат дека се принудени да ги паркираат возилата во други населби. Голем проблем е што дел од местата каде ги оставале возилата сега ги користат такси превозници. За недостатокот од паркинг места поднеле петиција до општина Тетово, преку која се бара решение на проблемот. Барањата се доставени до општина Тетово, имаме одговор, одговорот не е негативен. На блокадата поддршка дадоа и советниците од општина Тетово од редовите на СДСМ и ВМРО ДПМН. Велат дека наследниците од градоначалничката Тиуто Арифи добиле само ветување, дека ќе се надмине проблемот кој го создаде зонското паркирање. Имаме обеќање дека од градоначалничката дека ќе се изнајде некој решение со правење на одредени паркинг места позади зградата. Во Тетово зонско се воведе само на 2 улици, каде паркинг местата постојано се зафатени. Сега возилата за да се паркираат се обраќаат по другите улици, создавајќи сообраќајно тесно грло на секој чекор од Тетово. Од општина Тетово велат дека од наредната година ќе се воведе зонско во сите тетовски населби, за да се балансира сообраќајот подеднакво низ целиот град. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Важна информација за граѓаните на Гостивар. Во понеделник, 28 декември, градот и околните населени места нема да имаат вода преку целиот ден. Гостивар ќе остане без вода во понеделник 28 декември. Прекинот во водоснабдувањето се прави поради зафати за приклучување на филтер станицата. Како што соопштуваат од јавното претпријатие Комуналец, вода во понеделник нема да има градот и околните населени места кои се снабдуваат преку главниот водоводен систем. Водата ќе се прекине поради извршување на градежни работи и технички интервенции за приклучување на водата од изворот со пречистителната станица во село Вруток. Се надеваме на разбирање од граѓаните за овој неопходен зафат, стои во соопштението на комуналното претпријатие. Ова се последните подготовки за пуштање во употреба на филтер станицата за вода, преку која од чешмите на гостиварци конечно ќе протече чиста вода за пиење. Препорака до граѓаните со оглед на целодневниот прекин во понеделник, преку викендов да се снабдат со резерви вода за пиење, хигиена и други потреби. На место на санка која ја влеча Тирвас и Дедо Мраз може да пристигне и на велосипед. И годинава Дедо Мраз им носи пакетчиња на тетовските дечиња со помош на велосипед. Со оглед на високата загаденост на воздухот во градот, ова превозно средство е најсоодветно. Дедо Мраз може да пристигне и на велосипед, на место на санка која ја влеча Тирваси. Идејата да се спои легендата за дарежливиот старец со бела брада со возењето на велосипед потекнува од иницијативата Тетово на точак. И годинава Дедо Мраз им носи пакетчиња на тетовските дечиња со помош на велосипед. Со оглед на високата загаденост на воздухот во градот, ова превозно средство е најсоодветно. Добре дојдовте на 27-та критична маса. Јас сум Дедо Мраз, доаѓам на точак бидејќи елените ми се изгубија во чадот. Не можам да ги најдам кај ми се и решив дека со точак е многу поубаво да дојдам. Нема да ги замарам. Посвежо ќе биде. Ќе имаме повеќе чист воздух, ќе допринесеме и за чист воздух. Знаете, елените од снегот прават и загадување. Тука сме значи на 27-та критична маса.
со цел да направиме Тетово да биде почисто, да го намалиме загадувањето и да покажеме дека велосипедот на вистина може да ни помогне во тоа Тетово да биде почист град, бидејќи сега сме моментално најзагадениот град во светот. Денеска почнуваме со една обиколка низ центарот на градот. Од центарот на градот завршуваме во центарот за деца со пречки во развојот, Виножито. Таму ќе имаме мала представа за дечињата, каде што ќе делиме и мали поклончиња кои се подарок така од нас. Денес во мисијата на Дедо Мраз на точак за носење подароци го следеа и голем број велосипедисти. Велосипедот може да го замени автомобилот како превозно средство, со што граѓаните би придонеле во борбата против загадениот воздух во градот. Постојано апелираат иницијаторите. Тетово на точак досега имаат организирано повеќе слични настани со цел подигање на свеста за користење на велосипедот како поевтино и поеколошко превозно средство. Инаку Тетово не е единствениот град во Македонија во кој делува критичната маса. Ова движење е познато и во светски рамки. Стоматолошката ординација Симбел Дент од Тетово денес организираше предновогодишна забава за своите најмали пациенти. Предновогодишна забава за своите најмали пациенти денес организираше стоматолошката ординација Симбел Дент од Тетово. Со тоа уште еднаш докажа дека ова ординација, освен што е место каде што докторите се грижат за здравјето на усната шуплина, воедно е место во кое може и да се забавуваме. Забавата е стандардно секоја година, значи има грицки, сладки работи кои што барем еднаш во годината ординацијата Симбел Дент ги дозволува, значи празници се и може да им дозволиме на децата малку да уживаат во тоа што е вообичаено забрането. И секако после тоа им следуваат четки и пасти за дома кога ќе отидат веднаш да си ги измијат запчињата. И една како новост оваа година ќе им поделиме од фирмата Colgate, ќе им поделиме флаери во кои што има правила на миење на забите. Значи да не ги повторуваме редовно во вашите емисии како се мијат заби, овој пат Colgate им дава флаери на кои што ќе биде напишано и нацртано како да си ги мијат запчињата. Како ќе оцените 2015 година за активностите на стоматолошката ординација и што очекувате од 2016? Секако 2015 под бројот на дечињата околу нас, знае, гледате дека е многу поуспешна, многу повеќе дечиња има оваа година. Се разбира, имаме многу и возрастни пациенти, многу повеќе од претходните години. Имаме многу иновации во нашата ординација, значи имаме нови работи за 2015. Тоа се гелови за заштита на забите, два нови вида на импланти се поставуваат во нашата ординација. Имаме како иновација, како нешто најново што во ординацијата Симбел Дент во 2015 е воведено, а во 2016 ќе очекува многу повеќе од тоа да има зголемување на усните. Без оперативен зафат, без силикони или ботокси, со хиалуронска киселина. Традиционално со години наназад децата во пресрет на новогодишните празници доаѓаат во стоматолошката ординација Симбел Дент, каде меѓусебно се дружат, се забавуваат и добиваат подароци. Овој пат најголемото изненадување за сите деца беше дедото со бела брада. Дедо Мраз за сите нив донесе подароци. Драги дечиња, еве Дедо Мраз дојде и кај вас да ви донесе подароци, затоа што дојдете напред дечиња да се напред, затоа што сте биде мирни. Стоматолошката ординација Симбел Дент од Тетово постои повеќе од 15 години. Долгогодишното работење и големиот број пациенти е доказ за квалитетот на стоматолошките услуги кои ги нудат. Новогодишен подарок за потрошувачите е шопинг еуфоријата која месецов ја организираше трговскиот центар Ремал од Тетово. Попусти, дружење со Дедо Мраз, забавно музички содржини беа само дел од изненадувањата. Вистинска шопинг еуфорија понуди трговскиот центар Ремал од Тетово во пресрет на новогодишните празници. Попусти за потрошувачите, специјални понуди, забава со звучни музички имиња, дружење со Дедо Мраз и бесплатно сликање
Со вакви активности овој реномиран трговски центар го исполни месец декември. Вчера попладне на голема радост на потрошувачите настапија Владко Лозановски, Биг Мама, DJ Ерол и балетското студио Менада. Секогаш како и секоја година, не само јас, туку и сите мои колеги, општи сите луѓето се еуфорични за предновогодишните и постновогодишните празници, така и јас исто така. Еве тука сум малку на забава со тетовчани во ремол тука во Тетово, се надам дека ќе имаме добра забава. Исто така имаме неколку планови за нова година. Заедно со мој бенд настапуваме во Кавадарци на плоштадот. После тоа имаме неколку настапи на другите градови на плоштадите и така помалку нормално музикално расположение. Што е она што Владко Лозановски го посакува во новата 2016 година? Како и секоја година, нормално да не служи здравието пред се, да сме среќни, весели. Ова година нека ни биде поуспешна од минатите од 2015 и 2014 и нормално им посакувам на сите среќни новогодишни божични празници. Дека ќе се остварат сите полека. Веќе сум почнала да работам пред новата година за плановите на 2016. За новогодишната ноќ ќе настапувате ли некаде? Да, ќе настапуваме веќе 3 години. Настапувам во мојот роден град Тетово и пак ќе бидем во Тетово, во Барон кафе. Таму ќе го чекаме заедно со моите сакани. Што е она што ти го посакуваш за новата година, а што е она што им го посакуваш и на сите граѓани на Македонија? Што посакувам ја за мене и за другите? Па тоа што го посакувам за мене исто го посакувам и за другите. Тоа прво е здравје да имамо сите, да има поберегетна година, да имамо љубов и све што има најубаво во свет на сите нека им биде. Од Ремал се задоволни од реализираното. За следната година планираат нови изненадувања за потрошувачите. Па мислам дека ние постигнавме нашата цел, а целта ни беше да им понудиме на нашите посетители и купувачи едно уникатно искуство и насмеани лица. Мислам дека имавме прилика сите учесници, значи почнувајќи од уметничката програма и од самите занаечи кои пристигна, дека сме задоволни. Тетовчани секога знаат да изберат добри места за забава и мислам дека со вакви слични манифестации ќе продолжиме и наредната година. Тоа е она што Рем Центар им го посакува на граѓаните во 2016 година. Тоа што си го посакуваме и на самите себе, а тоа е здравје, среќа, љубов и хармонија во нивните домови и секогаш да гледаме позитивно на сите работи. Ремал ги очекува сите граѓани да дојдат да го посетат и да уживаат во предновогодишната шопинг еуфорија. За најмладите тука е и Дедо Мраз, а фотографирањето со него е бесплатно. Во пресрет на 7-миот конгрес на ПДП кој ќе се одржи наредниот месец, партијата одржа пресконференција. Почитувани, вообичаена целта на свикување на оваа конференција за печат е крајот на годината 2015, како еден момент за реферирање за активностите и одвивањето на консолидација на партијата за демократски просперитет. Како што видовте па и гледате, денеска присутни се скоро сите членови на Централното председателство, председателите на ограноците на ПДП од општините Куманово, Липково, Житоше, Струга, Девар, Охрид, Тетово, Желино, Гостивар, студеничани и активисти на разграноците кои се во тек на консолидирање во Теарце, Боговиње, Бебеница, Чај, Рачиново и ако сум заборавил некого се извинувам. Денеска во оваа прилика ги известуваме медиумите, членството и пошироката јавност дека горенаведените разграноци силно ги поддржуваат одлуките на 4-то Централно собрание за статутарните измени и едногласно го поддржуваат изборот на вршител на должноста председател на Партијата за демократски просперитет на господинот Есат Аслани со мандат до 7-миот конгрес. Изборот на вршител на должноста дојде како резултат на изгласување на недоверба, односно разрешување на екс-председателот од
веќе познати причини. Централното председателство на партијата за демократски просперитет, согласно одлуките и заклучоците на 4-то Централно собрание, одржана на ден 13.12.2015, ја спроведе правната постапка пред надлежниот орган за воведување на усвоените промени во судскиот регистар и по законските рокови сме на очекување на решение. Ги известуваме членството, симпатизерите и пошироката јавност дека Централното председателство ги превземала сите мерки и активности за организирање и одржување на 7-миот конгрес на партијата, согласно одлуката на Централното собрание и тоа на втората половина на месец јануари 2016, а за која денеска Централното председателство ќе го определува и датумот за одржување на конгресот. Ви ставаме на знаење дека конгресот на партијата на разгледување ќе ги има верификацијата на статутарните измени, консолидација на програмата, како и усвојување на изборната платформа за предвремените избори закажани за април 2016 година, поточно 24 април. Посебно е изборот на председателот на партијата за демократски просперитет, како и изборот на членовите на органите и централните тела на партијата согласно статутот. Почитувани присутни, партијата за демократски просперитет годината на заминување од политички аспект го оценува крајно како тензична, како исто така и со длабока политичка криза, економска, социјална и така натаму. Останувајќи со надеж дека земјата оди кон разрешување на оваа институционална и политичка криза, се надеваме дека ќе се спроведуваат фер, демократски и слободни избори. Почитувани присутни, на вас и на сите граѓани, им ја честитаме новата 2016 година и посакуваме здравје и благосостојба. Ви благодариме на присуствието. Со соопштение до медиумите денес се обрати Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Јегуновце. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Јегуновце упатува поддршка за работниците на Југохром и нивниот оправдан протест поради неодамнешната одлука за времено затворање на погоните. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Јегуновце смета дека фабриката Југохром ниту е мнозински, ниту пак единствениот загадувач на воздухот, па ова одлука ја сметаат за груба политичка игра, која не само што екзистенционално ги загрозува вработените, туку и игра на опасна карта, односно меѓуетничките односи, се вели во соопштението на партијата испратено до медиумите. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Јегуновце апелира до владата на Република Македонија и инсистира во најбрз можен рок да даде допринос во набавка и инсталирање на филтрите потребни за непречена работа на Југохром. Исто така го повикуваме Општинскиот комитет на ДПМН од Јегуновце да не затвора очи пред проблемите и излезе со поддршка до работниците, се вели во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Јегуновце. Во угостителски објект во Гостивар во полициска контрола ноќеска приведени се 6 странски државјанки од Србија кои нелегално работеле во објектот. Лицата се задржани во полициската станица Гостивар за натамошна постапка, информираат од МВР. Дел од предлог мерките за намалување на загадувањето кои вчера до владата ги предложи министерот за животна средина Нурхан Изаири, а беа разгледани на Комитетот за животна средина, се спорни, вели ресорниот министер. Тој очекува владата да заземе став и да закаже итна седница. Комитетот, како што вели Изаири, има советодавна улога, па од тука владата е таа која во координација со градоначалниците ќе го каже последниот збор. Мерките според ресорниот министер се краткорочни поради енормното загадување на воздухот, кое во последните десеттина дена е неколкукратно над максимално дозволените граници. И додека министерот инсистира најдоцна утре да се закаже владина седница од Илинденска молк, дали и кога мерките ќе се најдат пред кабинетот на Груевски. Во Тетово пак поради загадувањето распустот на учениците почна уште минатата недела. Во вторник на општинска седница ќе се разгледува воведувањето на нов сообраќаен режим со кој автомобилите неколку часа ќе возат пар-непар. Во меѓувреме мерните станици и денеска покажуваат енормно загадување на воздухот, неколкукратно над дозволените граници.
Според мерењата најзагадено утрово е во скопските општини Центар, Карпош и Газибаба, а многу високо загадување со штетните PM10 честички е забележано и во Тетово. Со меѓународна изложба на фотографија и галеријата Култ во Гостивар вчера вечер одбележа 5 години постоење. 30 фотографии од земјава и странство беа дел од изложбата На мој начин, отворена синоќе во галеријата Култ во Гостивар. Денес е многу лесно со еден клик да се направи фотографија, но таа е без идентитет се додека не го знаеме нејзиниот автор, не од потписот, туку од начинот на кој е создадена и презентирана, вели Осман Демири, уметнички директор на галеријата, потенцирајќи дека ваквите настани даваат можност за поголема популаризација на фотографијата како уметност. На мој начин обедини фотографии од Македонија, Албанија, Бугарија, Германија, Косово, Турција, Италија, Босна, Црна Гора и Словенија. Со оваа меѓународна изложба галеријата Култ прослави 5 години постоење, во текот на кои биле организирани 20 изложби на домашни и странски уметници. По тој повод на своите соработници и поддржувачи им додели благодарници. По 3 месеци тренинзи, членовите на училишниот спортски клуб на основното училиште Гоце Делчев од Гостивар за прв пат полагаа за појаси. Во мултиетничкиот клуб членуваат 60 деца на различна возраст. Членовите на училишниот спортски клуб во карате при основното училиште Гоце Делчев во Гостивар вчера вечер го имаа првото полагање за појаси. Клубот е мултиетнички, функционира од октомври и во него членуваат 60 деца на возраст од 4 до 18 години. Формиран е во рамки на проектот за училишни спортски клубови, поддржан од Министерството за образование, Агенцијата за млади и спорт и локалните самоуправи. Главната цел на училишните спортски клубови е масовното ангажирање и спортување, посебно на учениците, во основното образование со цел спречување и корекција на телесните деформитети. Оно што училишниот спорт може да го направи во воспитување на младите, не може да го направат многу други форми на воспитно-образовниот процес, па поради тоа училишниот спортски клуб треба да помага и да се развива и организира така што учениците кои што имаат желба и афинитет кон спортот да бидат активирани и опфатени во овој проект. Младите каратисти за појас полагаа пред карате мајсторот Живко Дракуловски, председател на Македонската Шотокан и на Балканската карате федерација. На секои 4 години каратето лага во најтесен избор да влезе на Олимпијада. Сега мислиме дека конечно во Јапонија 2020 година каратето ќе влезе како олимписки спорт. Најново е дека веќе влезе на Европската олимпијада и беше Баку, а Балканот и Македонија се една од земјите кои се најголеми успеси во светот. Тренинзите на училишниот клуб на ОУ Гоце Делчев се одржуваат 3 пати неделно и се бесплатни. Тренинзите се бесплатни, така што секој може да стане член и да се запише без никаков месечен надоместок, значи нема месечна членарина. Сето тоа благодарение на поддршката од локалната самоуправа, односно општината, училиштето и спонзорствата од компаниите кои што се пријатели на нашиот училишен спортски клуб. Клубот е отворен за сите деца кои се љубители на каратето и ги покануваме воедно и сите заинтересирани да дојдат, да не посетат, да станат членови на нашиот училишен спортски клуб. Тренери во карате клубот покрај Габриела Ангелковска се и Душан Ангелковски и Катерина Богдановска.
Во рамки на досега најобемната акција за борба против корупцијата во Србија, српската полиција уапси 79 лица, меѓу кои се и поранешниот министер за трговија и за земјоделство Слободан Милосавлевиќ, неколкумина некогашни помошници министри и директори на јавни предпријатија, како и повеќе бизнисмени. Уапсените се товарат дека на државата и нанеле штета од над 100 милиони евра. Акцијата е спроведена врз основа на истраги водени уште во 2004 година. Веќе се поднесени кривични пријави против 39 лица. Конвојот на турскиот претседател Реджеп Ердоган спаси млад човек кој сакаше да си го скрати животот на мостот на Босфор. Мажот сакал да скокне од мостот кога моторизираната придружба на Ердоган поминувала оттаму. Снимките објавени во медиумите покажуваат како телохранител на Ердоган убедува маж кој плаче од мостот и го доведуваат да разговара со претседателот. По неколку минути мажот ја бакнува раката на Ердоган. Според полицијата, мажот во текот на 2 часа бил повикуван да се откаже од самоубиство, откако го напуштил својот автомобил на мостот. Според медиуми, причина за инцидентот е дека мажот страдал од депресија. Најмалку 116 куќи се уништени во неколку пожари во крајбрежните региони на југот на Австралија, поради што илјадници лица беа принудени да ги напуштат своите домови во текот на божичните празници. Во пожарите засега нема жртви, но причината е значителна материјална штета. Уништени се 116 куќи. Во гаснењето на пожарите, кои најверојатно се предизвикани од удари на громови, учествуваат над 150 пожарникари, потпомогнати од 18 хеликоптери. Жителите на азиските држави во источниот дел на Индискиот океан денеска им оддаваат почит на жртвите на катастрофалното цунами од 26 декември 2004 година, во чиј налет загинаа над 230.000 лица. Главната комеморација во индонезиската провинција Ацех се одржа на местото на кое се наоѓа масовната гробница во која се погребани жртвите на цунамито. На церемонијата присуствуваа и гувернерот на Ацех Заини Абдула и представници на властите, пошто во блиската џамија се одржа молитва за загинатите. Денес имавме сончево време наместа со утринска магла. Утринската температура се движеше од -3 до 5 степени, а дневната од 6 до 12 степени. Утре не очекува слично време како денес. Сончево со мала локална облачност. Наместа се услови за утринска магла. Утринската температура ќе се движи од -2 до 5 степени, а дневната од 7 до 13 степени. Со информацијата за временската прогноза ги завршуваме денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.